представува особено задоволство што креативните идеи на корисниците на нашите грантови успеавме да ги преточиме во успешни проекти кои што придонесуваат кон подобрување кон надградба на постојната инфраструктура, меѓутоа и кон развој на нови туристички производи преку создавање на нови иновативни сместувачки капацитети, содржини и активности за различни типови на туристи кои што Северна Македонија ја препознаваат како една препознатлива, атрактивна туристичка дестинација, богата со културно и природно наследство, земја на обичаи и традиции, проучувана по добра храна и вино и секако дестинација, една дестинација препорачлива и препознатлива како за потребите на оние туристи на кои што не недостига адреналинот. Проектот за локална и регионална конкурентност е финансиран преку Европската унија, преку инструментот за предпристапна помош ИПА-2 во износ од 18 милиони евра и владина контрибуција во износ од 3,2 милиони евра. Проектот се спроведува преку кабинетот на заменик председателот задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции господинот Бетичи. Администрирана е преку Светската банка, меѓутоа јас сакам да го изразам големото задоволство од секојдневната и голема поддршка која што имаме од представниците на делегацијата на Европската унија. На крај би сакала да се заблагодарам на целиот тим на Тиквеш вински туризам и на нивните партнери Домеин Лепово и Барово за професионалната соработка, за во реализацијата на овој проект кој би рекол јас дека е еден вид на визионерски проект, вклучува многу дигитални, нови, иновативни елементи, меѓутоа исто во овие услови на пандемија, кога масовниот туризам станува не е веќе првиот избор на посетителите, туку напротив, ова што Тиквеш вински туризам го нудат во моментов преку нашиот подпроект, а тоа е сместување во автентични, алтернативни, поизолирани сместувачки капацитети во комбинација со добра храна и вино и секако со поврзување со некакви спортски активности. Исто така сакам да потенцирам дека во голема мера придонесуваат и кон локалниот и економскиот развој на Тиквешкиот регион и промовирање на Тиквеш како туристичка дестинација не само во земјата, туку и пошироко во регионот. Добар ден на сите, почитуван вице-премиер Бетичи, почитувани представници на проектот, драги дами и господа. Значи јас во Тиквешкиот регион всушност ми е втор пат како го посетувам, затоа што првиот пат дојдов во својство на турист да го посетам овој регион, меѓутоа денеска јас сум во официјално својство како амбасадор на Европската унија во вашата земја и навистина ми е задоволство да бидам денеска тука во Тиквешкиот регион по повод презентирањето на резултатите од проектот кој што е финансиран од страна на Европската унија, чии што резултати мислам дека ќе ги видите или може да ги видите веднаш зад мене на овие плакати. Овој проект им помага на самите винари понатаму да ги совладаат, да го совладаат производството на квалитативни продукти, меѓутоа исто така и да му помогнат на овој регион да развие туризам кој што е одрушлив, меѓутоа кој што исто така ќе ја сочува животната средина. Со виното кој што се произведува во овој регион, со самите пейзажи, со историските локации, меѓутоа и со самата традиција, Тиквешкиот регион се чини дека ги исполнува сите услови за совршена туристичка дестинација. Тоа всушност што е потребно е само уште една дополнителна експертиза и се разбира малку помош околу спремање на стратегија се со цел. Всушност сето тоа што овој проект се обидува да го обезбедува. Во годините пред 2020 година, Република Северна Македонија беше сведок на постојан раст на локалните и меѓународните туристи.
Меѓутоа сето ова за жал беше погодена од светската пандемија, која што ние и јас сум убеден дека наскоро ќе спласне за да можеме повторно да се вратиме кон туризам. Тоа што исто така би сакал да го кажам дека тоа би требало да биде во согласност со приоритетите на Европската унија. И токму тоа е целта на овој проект кој се обидува да стимулира одржлив економски развој со спречување на прекумерна експлоатација како и злоупотреба на природните ресурси. Меѓутоа исто така и од другата страна да создаде и нови работни можности за младите. Преку локалната и регионалната конкурентност, програмата за локална и регионална конкурентност, Европската унија обезбедува 18 милиони евра за 50 проекти во секторот на туризмот ширум Република Северна Македонија. Меѓутоа, ови иницијативи, за да имаат успех, мора да има разновидност на услуги и се распира ефикасна соработка помеѓу сите чинители во општеството кои што се вклучени во промоција на некој регион како туристичка дестинација. И всушност во овој контекст секогаш помислуваме на региони како што е Тоскана, Бордо или пак Истра на пример, кои што светски познати туристички брендови, кои благодарение на пред се на блиската соработка помеѓу јавните и приватните чинители имаат успех. Развојот на еногастрономијата, на самата култура, локалните продукти, на убавината на самата природа и се разбери искуството од реалниот живот, се сите тие состојки кои што ја сочинуваат успешната туристичка понуда. И не ми преостанува ништо друго се да кажам дека јас навистина сум охрабрен да видам денеска таква соработка помеѓу централните власти и самите општини кои работат заедно со туристичките оператори, со собствениците на локалните хотели и со производителите на вино, сите сплотени околу единствена цел, се со цел промоција на туризам како и одржлива економија. Се разбира со помошта и поддршката на Европската унија како и секогаш, тоа исто така ќе биде возможно. All united in the common goal of promoting tourism and a sustainable economy with the help of the European Union. Денеска навистина задоволството е двојно да бидам во Кавадарци. Првото да ви честитам за Тиквеш што влезе во прва лига во фудбал. И второ да прославиме, тоест да видиме како и мали иницијативи придонесуваат во поголеми цели. А тоа е денеска сме тука во винарската визба Тиквеш, каде го промовираме развојот на еногастрономскиот туризам, на Тиквеш вински туризам, еден од вкупно 58 проекти кои во изминатите 4 години се реализираат со поддршка на Европската унија и со средства исто така на владата, а водени преку Светска банка. Или настрана од овој административен јазик на бројки, овие проекти во суштина имаат дел да ги откријат убавините на нашата земја, а такви за наша среќа ги има многу. Во една таква убост сме денеска овде. Овој подпроект кој со вкупна вредност од 315.000 евра, речиси половина од вредноста или скоро 148.000 евра е финансиран од проектот за локална и регионална конкурентност, додека останатите средства ги обезбедува Тиквеш. Со овие средства поддржано е отварање на вински бутик овде во кругот на винаријата на Кавадарци, но и изградба и модернизација на сместувачки капацитети во Барово и Лепово, како и трасирање на 3 нови велосипедски пати. За владата економскиот развој кон кој стремеме започнува на локално ниво. Затоа владата секогаш ќе биде поддржувач на вакви иницијативи кои овозможуваат искористување на огромниот потенцијал што го има нашата земја за создавање конкурентни производи и услуги и секако привлекување на што поголем број на туристи и промовирање на земјата како атрактивна туристичка дестинација. Македонија има што да понуди. Тоа станува не само за туризмот. Од 58-те подпроекти би сакал да истакнам дека 19 се реализираат од општини
19 од микро, мали и средни предпријатија, а 20 подпроекти се изведуваат од здружења и непрофитни организации, туристички организации, образовни институции или центри за обука. Со подпроектите на проектот за локална и регионална конкурентност е офатена речиси целата земја. Ова е еден од најзначајните проекти од кои се овозможени сериозни средства во секторот туризам, а веќе амбасадорот кажа повеќе од 18 милиони евра фондови од самата Европска унија. Зашто навистина сакам уште еднаш да упатам благодарност до делегацијата и граѓаните на земјите членки, затоа што не треба да забравиме дека тоа се средства кои што доаѓаат од сограѓаните во Европска унија, наскоро во заедничката унија. Затоа сметам дека проектите како овој денес, на кои ние присуствуваме, се важни не само за потикнување на туризмот. Туку важни се дека ние сакаме да ги донесеме стандардите и вредностите кои што ги уживаат граѓаните во Европската унија. И навистина одлично е кога сакаш и имаш каде да одиш и дома. И затоа ја поздравувам идејата и иницијативата на домаќините денеска и за многу вакви настани во иднина. На здравје! Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.